Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, во денешната епизода ќе продолжиме таму каде што застанавме минатиот пат, односно кај Псалм 17, на кој му дадовме наслов Давидова молитва. Се чини дека ова е молитвата која тој ја упатил кон Господ додека бегаше во пустината од Саул и неговата војска која сакаше да го убие. Во овој псалм, исто како и во претходниот, Давид ја искажува својата доверба во Господ, но сакам да ве потсетам дека овие псалми не се однесуваат само на Давид, туку и на Господ Исус Христос. Истовремено, треба да имаме на ум дека и ние денес можеме и треба да ги користиме псалмите кога ќе се најдеме во слични ситуации, соочени со искушенија, страв или опасност. Мислам дека е време да почнеме со читање на стиховите. Ако имате Библија, отворете ја кај Псалм 17 и читајте заедно со мене. Стих 1. Слушни ја, Господи, правдата моја, чуј го мојот повик, прими ја молитвата моја што не излегува од лажлива уста. Според зборовите кои ги прочитавме, очигледно е дека Давид се наоѓаше во голема опасност. Станува збор за молитва која е искажана во време на сериозна неволја. Кај Давид ми е интересно тоа што е доста искрен со Бог. Мислам дека има што да научиме од него. Давид не чувствуваше притисок да стави маска пред Бог, туку беше отворен кон него и му кажуваше како навистина се чувствуваше и размислуваше. Стихови 2 и 3. Од Твоето присуство нека излезе пресудата за мене. Очите Твои нека ја гледаат правдината. Ако го испиташ срцето мое, ако ме посетиш ноќе, ако провериш, нема да најдеш злонамерност во мене. Не сгреши устата моја. Секој кој ја знае животната приказна на Давид, знае дека Бог навистина ја проверуваше неговата вера. И преку сите тие проверки и испити, верата на Давид стануваше се позрела и подлабока. Патем, навистина е храбро тоа што Давид бара од Бог да го испита и провери. Тоа е навистина храбра молитва, зарем не? Не сум запознал човек кој се моли со вакви молитви. И искрено да ви кажам, и јас не знам дали имам храброст да побарам од Бог да ме испита, сметајќи дека во мене нема да најде никаква злонамерност. Стих 4. Како што прават другите, поради зборовите на устата Твоја, јас го одбегнував патот на насилниците. Тој зборува за патот на насилниците, односно луѓето кои сакаат да владеат со насилство и да постигнат се што наумиле со помош на сила. Во иднина, доаѓа време кога ќе се појави антихристот и тој ќе биде насилник, но и денес Божите деца се соочуваат со луѓе кои се насилници и потребно е да знаеме како да реагираме кога ќе се најдат на нашиот пат. Од една страна, се разбира дека не треба да им вратиме со иста мера, но од друга страна, потребно е да бараме од Бог заштита од тие луѓе. Ние моментално се наоѓаме на непријателска територија. Но Давид во првиот стих исто така ги спомнува и неговите зборови кои не излегуваат од лажлива уста. Ова е исто така еден вид на слика на Господ Исус Христос. Во 1 Петрово, глава 2, стих 22, апостолот Петар вели дека во Христос немаше никаков грев. Потоа, во следниот стих, апостолот вели дека кога страдаше, Христос не се закануваше, ниту пак сгреши, туку се препушти себе си на оној кој суди праведно. Токму затоа Христос можеше да каже: од Твоето присуство нека излезе пресудата за мене. Не знам за вас, но јас не би имал храброст да побарам правда од Бог. Она што можам и сакам да го побарам од Него за мене е милост. Ми треба милост, а верувам и на секој од вас му е потребна Божјата милост. Би сакал да имавме повеќе време за да го проучиме овој псалм, но мора да продолжиме со читање на следните стихови. Стихови 5 до 8. Стапките мои беа непоколебливи на патиштата Твои, нозете мои не застранија. Кон Тебе викам, зашто Ти ке ме чуеш, Боже,
приклони го увото свое кон мене и чуј ги зборовите мои. Покажи ја чудесната милост Твоја. Ти, кој ги избавуваш оние што се засолнуваат од непријателите покрај Твојата десница. Пази ме како зеница на окото. Засолни ме под сенката на Твоите крилја. Идејата за Божите крилја им била доста позната на евреите во старозаветното време, бидејќи во книга Излез, глава 19, стих 4, веднаш откако Бог ги избави од робството во Египет, тој им рече: сами видовте што им направив на египтјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Но зборот крилја има значење и од новозаветна гледна точка. Во Евангелие според Матеј, глава 23, стих 37, Господ Исус вели за градот Ерусалим: Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените кај тебе. Колку пати сакав да ги соберам чедата твои, како квачката што ги собира пилињата своји под крилјата, а вие не сакавте. Стихови 9 до 12. Од лицето на нечестивите кои ме напаѓаат, од непријателите на душата моја што ме обкружуваат, тие срцето свое го затворија за милост, а со устата своја горделиво зборуваат. Гонејки ме, сега ме обколуваат. Тие ги управија очите своји за да ме соборат на земја. Тие се како лав, подготвен за лов, и како лавче кое стои во заседа. Ова е многу сликовит опис на неволите со кои се соочи царот Давид. Кога ги читаме овие зборови, воопшто не треба да не чуди фактот што молитвата за него беше значаен дел од неговиот духовен живот. Но Давид ги искажа сите овие зборови кон Бог, бидејќи во него имаше цврста сигурност дека Бог ги слуша неговите молитви. Тоа е од исклучителна важност за духовниот живот на верникот. Секој кој искрено верува во Господ треба да знае дека тој ги слуша молитвите на оние кои со вера го бараат. Ке прескокнам неколку стихови и ќе продолжиме со читање од стих 13. Стани Господи, пресретни ги и собори ги, со својот меч спасија душата моја од нечестивиот, а со раката своја од луѓето Господи, од луѓето чиј дел е само овој живот. Нека им се наполнат стомаците со Твоите добра, нека се наситат нивните синови и нека им остават од вишокот на децата своји. А јас ќе го гледам лицето Твое во правда, ќе се наситам од ликот Твој, кога еднаш ќе се разбудам. Замислете го Давид, како се крие во пештера и повикува кон Бог, очекувајќи избавување од него, но не само тоа, туку искажува и доверба дека еден ден ќе биде во неговото присуство. Но во тој конкретен момент, неговите непријатели стануваа се посилни. Ние христијаните, како Божји деца, се наоѓаме во свет кој е против нас. Светот се подигна против нашиот Господ и Спасител Исус Христос и го распна. Затоа немаме право да очекуваме дека кон нас ќе се однесува поинаку. Се чини дека и царот Давид имаше такво разбирање на светот во кој живее. Кога беше во неволја, тој не се изненади, туку знаеше дека оние кои живеат праведно ќе бидат гонети. Затоа ги напиша овие зборови во време на неволја. Секој човек кој искрено го следи Бога ќе се најде во ситуација во која ќе се соочи со непријатели. Ако застанете на Божја страна, вие застанувате против светот. Јас обично велам дека христијанинот има непријатели исто како што кучето има болви. Едноставно не може да избега од нив. Во такви мигови, ваквите библиски текстови ќе ни бидат од голема полза во нашето соочување со светот. Со тоа доаѓаме до Псалм 18, кој е исто така прекрасен како сите кои досега ги обработивме. Сакам само да напоменам дека овие зборови кои ќе ги читаме се првично опис на искуството на царот Давид. За жал, некои луѓе ги читаат само како такви, но псалмите покрај другото се и пророчки во својата природа и се однесуваат и на Господ Исус, но и се текстови од кои ние денес можеме да имаме полза. Пред да почнеме со читање и обработка на псалмот, сакам да ви дадам краток историски контекст на текстот кој ќе го читаме. Голем број толкувачи на писмото
Веруваат дека Давид го напиша овој псалм откако ги победи филистејците, битка за која читаме во 2 Самуилова глава 21. Во следната глава од таа книга читаме дека Давид му испеа песна на Бог. А ако ги споредите Псалм 18 и таа песна за која ви зборувам, ќе сватите дека се многу слични. Патем, еден од насловите кои ги имам најдено за овој псалм гласи: Спасот од смртта пред престолот на Господ. Да почнеме со читање. Стих 1. Те љубам, Господи, крепост моја. Кога беше последниот пат кога му кажавте на Господ дека го сакате? Ние често сакаме да зборуваме за тоа колку Господ нас не љуби, но дали искрено и директно му кажуваме дека и ние него го сакаме? Во Новиот Завет се вели дека ние го сакаме бидејќи тој прв не засака. Причината поради која можеме да му се обратиме и да го славиме е токму неговата љубов. Стих 2. Господ е моја карпа, моја тврдина и мој избавител. Тој е мојот штит, тој ме заштитува, тој е мојата сила и мојата моќ. Тој е оној кој ми избавува од сите мои неволји. Нам денес ни е очајно потребно да имаме ваква слика од Бог и со вера да ги исповедаме овие вистини. Тој е нашата тврдина и прибежиште, односно место каде можеме да најдеме заштита, но и добар поглед кон животните околности. На многумина од нас им е потребно да се засолнат кај вечната тврдина, односно кај Господ Бог. Она што мене ми го привлекува вниманието во овој стих е фактот што Давид вели: Господ е моја карпа, моја тврдина и мој избавител, односно постојано го користи зборот мој. Знаете, едно е човек да може да каже дека Бог има сила, дека Бог е заштитник, дека Бог спасува и така натаму. Но сосема поинакво е искуството, кога човек може да каже: тој е моја сила, моја заштита, мое спасение. Едно е човек да рече: Бог знае се, но друго е кога можеме да кажеме: Бог знае се за мене и ме познава. Убаво е кога некој ќе рече: Господ е пастир, но уште поубаво е кога може да каже: Господ е пастир мој. Сакам да знаете дека вие денес можете да го искусите Господ како ваша крепост, тврдина и избавител. Немојте само да слушате како луѓето зборуваат за нивните искуства со Господ, туку дозволете му да действува на таков начин и во вашиот живот. Стих 3. Ќе го повикам Господа, достоен за слава, и ќе се спасам од непријателите своји. Ова е суштината на славењето, кога признаваме дека Бог е достоен за нашата чест и почит, но не го правиме тоа само на збор, туку и го покажуваме преку нашите дела. Бог е единствениот кој е достоен за слава. Стихови 4 до 6. Јажињата на смртта ме испреплетоа и погубни потоци ме вознемирија. Пеколни мрежи ме заробија, смртни стапици ме стегнаа. Во мојот очај го повикав Господа и кон мојот Бог извикав. Како што можете да видите, на самиот почеток од овој псалм, Давид не само што зборува за Господ, но исто така зборува и за неволите во кои се наоѓа. Во одредена смисла, начинот на кој ги опишува неволите е доста необичен. Зборува за смртта, за пеколни мрежи и смртни стапици. Повторно напоменувам, Давид беше искрен пред Бога и во молитва ги опиша животните околности онака како што во моментот ги чувствуваше. Тој не дојде кај Бог за да му каже: Боже, имам некаков проблем, ама не е ништо сериозно, туку отворено проговори како гледа на ситуацијата. Ве охрабрувам и вие да имате таков пристап кон Бог и искрено да му кажете како гледате на неволите во вашиот живот. Но, при сето тоа, не заборавајте на делот во кој се вели: во мојот очај го повикав Господа и кон мојот Бог извикав. Што се случи кога Давид повика кон Бог? Истото што се случува кога било кој човек ќе го повика Господ со искрено срце и вера, односно Бог реагираше. Стих 7. Се затресе и се разниша земјата, затреперија и од темел се поместија горите, зашто Господ се разгневи. Да, вистина е, во Библијата пишува дека Господ се гневи, но тоа е свет гнев,
односно гнев кој е насочен против гревот и оние кои го практикуваат. Бог не е како нас луѓето кои некогаш се гневиме без причина. Можеби на некои луѓе не им се допаѓа идејата дека Бог е некој кој се гневи, но тоа не е негативна особина, туку позитивна особина која произлегува од неговата светост и праведност. Стихови 8 до 11. Се крена дим од неговите носници и од устата негова пламна оган, кој проголтува се, вжарени јаглења одскокаа од него. Ги наведна тој небесата и слезе, а мрак падна под нозете негови. И седна на херувим, па полета и се понесе на ветерни крилја. Од мракот направи свој заклон и сенка околу себе, од густи облаци полни со вода. Досега Давид ги опишуваше неволите со кои се соочува, но сега фокусот не е на неговите непријатели, туку на Бог. Стих 16. Тој посегна од висините и ме прифати, па ме извлече од многуте води. Ова е Давидовото сведоштво. Вели дека Бог го прифати, а и го избавил од многуте води, односно од големи неволи. Стих 19. Ме изведе тој на пространо место и ме избави затоа што ме засака. Дали ви е потребно избавување? Дали ви треба партнер кој ќе ви помогне? Ќе ви препорачам еден. Тој никогаш нема да ве остави, ниту да ве напушти. Тој е оној кој рече, јас сум со вас до свршетокот на светот. Евангелие според Матеј, глава 28, стих 20. Може би пријателите ќе ве напуштат, но тој никогаш нема да го стори тоа. Господ е некој на кој можете во секое време да се потпрете, а луѓето, за жал, не се такви. Со оглед на тоа што сме ограничени со време, ќе треба да прескокнам голем дел од псалмот и да ги прочитаме последните 3 стихови. Избавител од моите гневни непријатели. Ти ме возвиси над оние што стануваат против мене и ме избави од насилникот. Поради тоа те славам пред народите, Господи, и ќе го воспевам името Твое. Ти кој му даваш величествени победи на царот свој и му правиш милост на Твојот помазаник Давид и на потомството негово довека. Бог и нам ни дава милост. Тој е навистина прекрасен. Овој псалм завршува со тоа што Давид му оддава слава на Бог. Се надевам дека овој псалм ќе го има истиот ефект и во нашите срца, да ги исполни со благодарност и слава за Бога. Во иднина ќе го проучуваме псалм 107, во кој пишува: Славете го Господа, зашто е добар, зашто е вечна милоста негова. Така да велат избавените од Господ. Ние, кои сме го доживеале Господовото избавување, сме повикани да го славиме и да ја разгласуваме неговата добрина. Такви христијани се потребни денес. До следниот пат, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.